И денеска сакам малце да позбориме за зависта. Очигледно, луѓето може да бидат зависни на пари. Така е приказката наша. Проблемот беа парите, не беше ништо друго проблем. Но зависта може да биде и за други работи. Не мора само за пари. Зашто може да имаме завист? За позиција. Друго? Да, добро, да речеме за материјални работи, тоа ќе ги спомниме со парите заедно. За позиција, за друго? За статус. И сега, пред да продолжиме натаму, да видиме што е завист. Има ли некој јунак да ми каже што мисли дека е завист? Да посакуваш нешто туѓо. Може би вклучува зависта тоа, ама не е тоа. Вие купувате автомобил, комшијата вика, убе, кај ја купи се. И тој париове се овој завидно зашо и купил некој добра ауто. Има многу... Да, има многу дефиниции за завист. Јас ќе прочитам две. Така маце. Вели вака. Зависта е чувство на незадоволство кое произлегува од себичното срце кога ја гледа супериорноста на другиот, без разлика дали е таа вистинска или замислена. При зависта не ни смета нас, нели ние што имаме, току што има другиот. И може би малце по-духовна една дефиниција би била завист, вели е кога ја негираме Божјата добрина во животите на другите и ја игнорираме таа иста Божја добрина во нашите животи. Сакам да разгледаме еден старозаветен пример од приказната за Јордан Трајков, кој што е собственикот на Попова кула. Не знам дали ова нешто се случило во неговиот живот или не, ама звучеше познато, предпоставам, за неколку од вас, или за повеќемина од вас. И во зависта, освен лошото чувство, овие луѓе, некои од нив останаа без пари. Така. Но, зависта може да не однесе еден или два чекори понатаму. Затоа сакам да видиме еден старозаветен пример за Саул и за Давид. Сакам да прочитам еден текст од Прва Самуилова, 18 глава. Значи, Прва Самуилова, 18 глава. Пред да го прочитаме текстот само малце позадина што се случува. Саул е првиот еврејски цар, кој што евреите го измолија од Бог. Предходно Бог директно преку пророците го водеше израелскиот народ, но евреите запна дека сакаат и тие да имаат цар како околните народи. И Бог им кажуваше дека не е баш тоа најдобра опција да има цар, но тие запна и на крај им го даде Саул. И Саул најнапред почна со многу убава кариера, но на неколку пати не го послуша Божиот збор. И така, во 15 глава, 11 стих, Бог вели: се каам што го поставив Саула за крал. Тој се сврте од мене и не ги исполнува моите заповеди. Понатаму за Давид
највеќе го знаеме поради победата над Голијат, така, и тогаш се прославува како еден силен војник на Саул. И освен победата што имаше над Голијат, тој често одеше во разни други борби за својот крал Саул. Но најпознатата случка, нели, ние која го убива Голијат. И што се случува? Значи сега ќе видиме што се случува кога Давид се враќа назад после таа битка. Од 8 стих. Кога одеа, при враќањето на Давид од победата над филистеецот, жените од сите израелски градови излегуваа да го пресретнат царот Саул со песна, игри и радосни извици, со тимпани и кимвали. И жените што играа и пееа говореа: Саул победи илјади, а Давид десетици илјади. Тогаш Саул многу се огорчи. Непријатни му беа тие зборови, па рече: на Давид му дадоа десетици илјади, а мене илјади. Му недостасува само царство. И 9 стих вели: и од тој ден Саул гледаше на Давид со завидливи очи. Која беше причината за Саул да му завидува на Давид? Дали беа парите? Не. Давид се уште едно мало овчарче, Саул е голем цар. Значи, тука не е проблем во ниеден аспект материјалниот дел. Ама баш од ниеден. Што е проблемот? Може ли некој да проба? Да кажеш, не да проба, него да го искаже своето мислење. Што мислите? Што е проблемот? Зошто Саул му завидува на Давид? Успех, така? Дали тој успех беше реален? Значи, Давид се враќа, вели, по поразот на филистеецот. Еден филистеец. Добро, малце поголем беше до душа и посилен, ама еден. Саул многу пати одеше во војни, некогаш добиваше, некогаш кога немаше да го послуша Бог, не добиваше. Така, во конкретниот случај, исто така зависта не е од некоја реална причина. Овој утепал единствен, а овој си е цар на позиција, со победи, со порази. Но тука е нешто друго. Која е причината за зависта на Саул? Жените, така. Аха, видел опасност. Ова е 18 глава, стихот што го прочитавме претходно кога Бог се кае што го постави Саул за цар е 15 глава. Веројатно Саул знае дека позицијата што му беше дадена дека нема вечно да трае. Само не беше сигурен кој е тој што ќе го предизвика во таа позиција. И веќе кога виде дека интересно е што ако го читаме текстот уште еднаш тие жени излегува вели да го пресретнат царот Саул. Не Давид да го пречека, така? Саул да го пречека, дарно, ама некоја од тие песни беше и она дека Саул победи илјадници, а Давид 10 илјадници. И често пати тоа не се случува и на нас со зависта. Кога почнуваме да завидуваме, ни се менува реалноста. Ние не ја гледаме ситуацијата реално, ти обично ако гледаме реално нема да завидуваме. Нешто почна да ни се искривува сликата. Дека некој друг има нешто повеќе. Како што ни беше дефиницијата на почетокот дека зависта потекнува од
чувството на супериорноста на некој друг, без разлика дали е реална или е замислена. И за жал многу пати во нашиот живот кога завидуваме е нешто што е замислено, не е реално. И што се случи понатаму? Дали Саул застана на тоа чувство само да гледа со завидливи очи или направи нешто повеќе? Десетиот стих, одма почнуваме. И се случи дури на другиот ден, лош дух што му го пракаше Бог да го нападне Саула, и тој беснееше во куќата свој, а Давид свиреше со раката по струните, како и во другите денови. А Саул во раката држеше копија. И го фрли Саул копјето, помислувајќи си, ќе го приковам Давид за зидот. Но Давид 2 пати се истргна од него. Не остана на зависта, уште следниот ден Саул се обиде да го реши проблемот, што новиот проблем за него, и тоа со копија во раката. Но Давид вели 2 пати се истргна од него. И Саул почна да се плаши од Давид, зашто Господ беше со него, а од Саул отстапи. Ако продолжиме понатаму да читаме, ќе видиме дека Саул му ја дава својата керка, му ја понудува својата керка на Давид за жена, но за да се оствари тоа, му дава услов. Оди, уби 100 филистејци. Го праќа во мисија. Во невозможна мисија. И што се случува? Давид наместо да загине, се враќа со 200 убиени филистејци. Предпоставам тоа ептен го здивеало Саул. И тоа е многу тешко за нас кога имаме завист кон некого. Ние сме завидливи, а тој уште понатаму успева. А ние уште повеќе се исполнуваме со отрови. И што мислите, за кого е лошо таа зависта? За тој другиот или за нас? Изреки 14:30 вели: тивкото срце е животот на телото, а љубомората е гнилеж во коските. Мислам дека тука Библијата е прилично во право. Љубомората е гнилеж во коските. Затоа што кога сме ние љубоморни, на некако не остануваме тука. Почнуваме некако одблизу да го следиме тој човек, да видиме што е работа, каде е тука сега изворот. И обично почнуваме ние да си даваме, да си наоѓаме причини, да си објасниме самите себе си зошто тој човек е успешен. И нормално нема да прифатиме дека тој човек е успешен затоа што е добар, затоа што е трудолюбив. Секогаш ќе бараме нешто друго. Аха, ој сигурно има некоја дубара направено. И јас сега ќе го гледам да идам да откриам што е работата. И не само што ќе откривам, ќе им кажам на сите луѓе. И секој пат кога ќе се спомни тој човек, остај го, тој може е добар, ама не го бива. Лаже, краде, спие на таван, како беше, има вошки. Нешто не е во ред. Не може да биде нешто добро. Мора да има нешто лошо. И, како што ни кажува Јаков, 3 глава 16 стих, вели: зашто каде се зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Зависта не останува само на чувство. Туку почнува да работи понатаму. Зависта е всушност и причината зашто сатаната беше исфрлен од рајот. Тој сакаше да биде како Бог. Не дека беше лош претходно во нешто друго, така, како што ние го знаеме. Или сатаната, всушност, неговото име е Луцифер, носител на светлина. Еден од најголемите ангели Божи, арно, ама тоа не му беше доста, сакаше уште.
Сакаше да стане како Бог, Арон, ама не можеше да стане како Бог. И потоа заврши како ѓавол, како сатаната. И она што е проблемот со зависта е тоа што многу тешко ние можеме да разбереме, да сватиме, да откриеме дека ние сме завидливи. Секогаш имаме некое оправдание зошто сме завидливи. И тоа понекогаш го спомнуваме како Божиот праведен гнев. Ја не сум завидлив, ама како он може така да прави? Сигурно има нека белја направено. И јас ќе го откријам, ќе го разоткријам. И нема врска, не сум љубоморен. Јас сум толку активен во црква, а он стално шета по некои конференции. Де во Америка, де ваму, де онаму. Јас сум најверен човек, секоја недела во црква имам, тој еднаш го нема, еднаш го има. И па тој добива. Па тој него ќе го пратат нека конференција, па он се, нема врска, не сум љубоморен, е тоа завист, него тоа е факти, тоа се вистина, нели? Тоа е гарант. И сега, како ќе откриеме дали сме завидливи? Има еден стих во Библијата, кој што може да го примениме. Се сеќавате на Исусовите зборови кога вели: плачете со тажните и радувајте се со радосните. И доволно е само да се вратиме на себе и да разбереме што ни е полесно. Дали да плачеме со тажните или да се радуваме со радосните. Ке дојде да кажи: еј, си купив кола, многу сум радосен. И ние што ќе кажеме? Супер, да си купиш уште поубава. Или ќе си помислиме нешто друго. Кажеме: кај најде, нели сега лани купи една друга кола, се од кај ова? Тоа беше за материјалните работи, може да кажеме и за други работи. Ние некако во Македонија си замислуваме дека сите наши проблеми потекнуваат од тоа што ние немаме пари. Е дека кога би имале пари, се ќе биде решено. Сите наши проблеми ќе завршат. Дај Боже да беше така, да веројатно парите најлесно се добиваат. Видовме со Саул дека парите апсолутно не беа проблем. Ниту било какви материјални работи. И сега главното прашање, ако диагнозата ја поставивме, дека зависта е гнилежот во коските, се постава прашањето што да правиме, како да го решиме проблемот. Некој ќе рече: лесно, супер, да не бидеме завидливи. Ајде да кажете како. Завидливоста доаѓа од неколку работи. Едната е дека сакаш да бидеш во контрола над се да знаеш. И тука имаме еден мал проблем, тоа е работа на Бог. Он да е во контрола и он се да знае. Така да зависта всушност е покажување на неверување во Бог. Кога се обидуваш сам ти да работиш во светот, ти да определуваш кој што треба да добие, од друга страна, таа недоверба во Божиот план ни дава несигурност. Често пати зависта е од несигурноста. Им завидуваме на другите луѓе затоа што ние не сме такви. И кога ќе се фатиме во завидување, треба да се прашаме што со таа завист. Дали тоа не прави да бидеме подобри христијани? Не зборам за зависта генерално, нели? Кога ќе видиме или кога некој ќе види и ќе ни каже, ќе има доволна храброст, затоа што кога сме ние завидливи на некого, тоа многу лесно се открива. Може би не за нас, ама за нашето друштво
или за луѓето околу нас многу лесно може да видат. Одма речникот ни се менува, може некојаш дури бојата на лицето, расположението ни се менува, и другите многу полесно може да видат. Еднаш ке не слушнат да кажеме нешто за некој човек, вториот пат веќе одма јасно е дека некако тој човек ни е некако премногу, како да кажам, премногу интересен, премногу го спомнуваме во нашите разговори, и оба тоа може да биде аларм, чекај, тука нешто не е во ред. Како што кажав на почетокот, зависта значи непризнавање на Божјата добрина, Божјата благодат кон другите, првиот дел од дефиницијата, кога ние не му дозволуваме на Бог да биде дарежлив. И кога сме исто како работниците што ги спомнавме. Значи, не е битно нам што Бог ни дал, туку зошто на другите дава. Значи, тука не станува збор за некоја загрозеност. Дека некој друг има го добил моето. Така, работниците на нивата си го добија својот дел како што требаше, колку што требаше. Тука немаше никаков проблем. Проблемот беше зошто другите добиваат. И зависта тука доаѓа. Често пати, да спомнавме кола или нешто друго, тоа нема никаква врска директна со нас, ако некој купил кола. А проблемот не е тука, проблемот е зошто тој да има. Зошто него Бог да го благословува? Па не може. Требаше Бог мене да ме праша на кого да даде. И вториот дел беше непризнавање на Божите благослови во својот живот. Затоа што Бог и нас не благословува, ама ние некако не сакаме да го гледаме тоа, туку го гледаме кај другите. Викаме, зашто моето не е како неговото? И знаете што? Ако и ние го добиеме истото, како тој другиот, не верувам дека ќе ни смени нешто. Затоа што зависта не е една конкретна работа, тоа е ставот на срцето. Ставот кон делата на Бог, кон неговата милост, кон неговата благодат, кон тоа што тој дава. И тука лежи проблемот. Ако ние ги тргнеме очите од другите, и што другите имаат, и што другите прават, и што другите добиват, или како Бог ги благословува другите, и тој ист поглед го тргнеме од луѓето, го ставиме на Бог, само тогаш можеме да разбереме и да се тргнеме од зависта. Ако размислуваме за тоа дека Бог има конкретен план за мојот, за твојот живот, тогаш нема конкуренција. Тогаш е небитно што добил другиот или што ќе добија. Ако размислуваме на тој начин, дека Бог не избра со одредена цел и дека ќе ни даде се според неговото ветување, кој што го гледаме во Библијата, се што ни е потребно, тогаш е апсолутно небитно што имаат другите, што добиваат. И затоа решението за овој проблем, веројатно и како за поголемиот дел од другите проблеми, е да се свртиме кон Бог и да му веруваме. И да бараме, да размислуваме што Бог нам ни дал, со што Бог нас не благословил. Затоа што другиот добил или не добил, практично нас многу не ни значи, не ни менува во нашиот живот. Ама ние сакаме да бидеме во контрола. Ние да кажуваме на Бог што да дава. На кого да дава. И зависта е навистина гнилеш во коските. И не само гнилеш во коските, туку од гнилежот на коските на поединецот, тоа е нешто што се префрлува и на луѓето околу нас. Кога зборуваме во црква, кога зборуваме за црквата, тоа е нешто што се префрла на целата црква. Таа атмосфера,
го предаваме на другите. И како што го прочитавме стихот од Јаков 3:16, века зашто каде е зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Зависта е коренот на многу проблеми во нашиот живот. Да се помолиме. Господи, Татко наш, Ти благодариме, Господи, за светиот Твој дух, кој што е постар од маж со две острици, кој што навлегува длабоко во нас, Господи, го оделува она што е лошо. Те молам, Господе, дај ни од светиот Твој дух и отвори ги нашите духовни очи да можеме да ги најдеме сите оние зависти во нашиот живот, за да можеме да ги исповедаме. Затоа што Ти си вереден и праведен, да ни простиш и да не исчистиш од секое беззаконие, ако ги исповедаме нашиот грев. Те молам, Господе, дај ни отворено срце и поучливо, да можеме, Господе, да имаме доверба и во нашите браќа и сестри, кои што можат многу по-лесно да ни укажат на тоа кога сме ние завидливи. Да можеме, Господе, да го прифатиме тоа и заедно да се исцелиме едни со други. Да можеме, Господе, да го трниме гревот од нашиот живот, гревот на зависта, она што раѓа гнилеж во коските и што донесува неред во општеството и неред и секакви лоши работи во црквата. Те молиме, Господе, како наш Господ, како наш лекар, како наш исцелител, работи во нашите срца, Господе, да можеш да го отстраниш тоа зло, да отстраниш зависта. Во името Христово те молам. Амин.